Драги сопартијци, драги граѓани присутни тука, пред се ви благодарам што сте денес тука со нас, со визијата за поинако Скопје, за град што работи за граѓаните, а не за партиите. Денеска Каја Шукава ја представи својата програма, која е одлучна, одржлива и целосно посветена на интересите на скопјани. Програмата на Каја не е само политички документ, ова е резултат на работа, на анализа, на вистинска грижа за градот. И Каја не е сама. Со неа се исклучителни кандидати за Советот на град Скопје, експерти, активисти, луѓе што знаат, можат и умеат. До денес мора да кажеме неколку збора и за тоа што се случува пред наши очи, за хаосот, за блокадите, за одговорноста од која што сите бегаат. Гледаме како оние што 4 години го држаа градот во заложништво, денес се обидуваат да се представат како некакви спасители. Христијан Мицкоцки и ВМРО ДПМН прво ја избраа Даниела Арсовска. Ја поддржаа. Па ја контролира преку Советот на град Скопје. А кога веќе не им служеше, почнаа да ја уценуваат, блокираат и оставиат целиот град да потоне во ѓубре. Скопје не беше жртва само на една неспособна градоначалничка, туку и на една партиска одлука. Сега после се, Мицкоцки ни вели, се извинил. Извинувањето не е одговорност. Тоа извинување ние нема да го прифатиме, Скопје не го прифаќа. Ако 72 часа се доволни да се исчисти градот, зошто дозволивте 4 години да се гушиме во отпад? Зошто блокиравте механизација, автобуси, превоз, пожарникари? Зошто му правите и на една градот? За да ја поништите градоначалничката, што сами ли избравте? Одговорноста има име и презиме. И таа не се избегнува со нови постери и со дефокусирачки пораки. Граѓаните се сведоци на ова. Вистински екоцид не е само во отпадот, туку во политиката, што се водеше со калкулации, со уцени и со исклучиво партиски интерес. Ние ќе покажеме дека може поинаку. Ќе покажеме дека постои политика што не почнува и не завршува со пресконференции. Политика што не се плаши од работа. Каја Шукава има јасна визија за Скопје и таа ќе ја спроведе. А ние сме тука да ја поддржиме, не со зборови. Туку со цел тим, со цела платформа и со целата одговорност. Затоа Скопје има шанса да избере меѓу работа и празни зборови, меѓу програма и популизам, меѓу визија и блокада. Изборот е јасен, затоа што Скопје е наш дом и ние мора да се бориме за него. Каја, имаш тешка работа. Ова е ВМРО ДПМН е третата катастрофа што го снајде Скопје. После пиковамини и после земјотресот. Да беше доктор, ќе ти кажеш имаш работа да исправиш пациент што е на респиратор. Се бориш со луѓе и против кандидати во споредба со кои мислам дека имаш и најмногу легитимитет и кредибилитет да излезеш пред граѓаните и да ја бараш довербата. Имаш против кандидат од ВМРО ДПМН кој е градоначалник на највалканата општина во Скопје, на најзапуштената општина во Скопје. На ниту едно остварено големо ветување од изборите минатиот циклус на локални избори. И сега ја бара довербата да биде градоначалник на цело Скопје. Имаш против кандидат така наречен независим. Често фирма на факултет прави проекти за големите компании, кои што градат низ цел град, кои што го бетонизираа Скопје. Па нека му каже Билјана Ивановска, дали има конфликт на интерес да се декларира како независим. И затоа, како скопјанец, како човек што тука се роди, што пораснал по улиците
на секаде низ Скопје и како човек што планира да живее и понатаму Скопје, апелира. Остани честна, работлива, отворена, искрена, каква што си. Среди ги улиците, исчисти ги депониите. Осветли ги, направи ги безбедни за децата да може спокојно додат до училиште. Среди ги паркинзите, нека има повеќе паркинзи. Среди ги најоптеретените раскрсници, сите знаеме кои се тие. Среди го кеот, нека не личи на некоја запуштена џунгла, туку кео кој што сите ќе одиме и ќе може да спортуваме, едноставно врати моја душата на Скопје. А сите вие на 19 октомври да излезете и да гласаме, затоа што не треба да дозволиме некој друг да одлучи повторно судбината на овој град. За Каја Шукова, за Петка, за одлично Скопје.